Неколку дена по убиството на сопругот во семејната куќа во Облешево, сопругата убиец е хоспитализирана на нервново здравствена институција во Скопје, каде се опоравува од афектната состојба и шокот во кој се најде по трагичниот настан. Во меѓувреме во Облешево и пошироко не стигнуваат коментарите околу причините кои довеле до трагичниот настан и како се случило, иако истражните органи интензивно работат на расветлување на ова бизарно убиство. Наводно, мајката и сопруга, инаку дипломиран рударски инженер, по долги години конечно дочекала да биде вработена преку проект на владата. Меѓутоа, нејзиниот сопруг бил против вработувањето, што било причина за семејни несогласувања. Гневна поради спречувањето за работа, во афектна состојба сопругата го удрила со метална шипка својот сопруг, но ударот по глава бил кобен и смртоносен. Облешевци раскажуваа дека сопругата претходно прејавувала дека била малтретирана и изложена на семејно насилство. Меѓутоа, во Центарот за социјална работа во Кочани вела дека немаат регистрирано таков случај со сопружниците од Облешево. Како и да е, без оглед на причините, последиците од ова бизарно убиство ја урнаа како кула од карти хармонија кај овие жители на Облешево и ќе бидат пример како од мали недоразбирање се случуваат крупни нешта со несогледливи последици.